Денес беше завршницата од третото издание на спортската манифестација, пролетни денови на училишниот спорт во Штип. Со рекордно учество на ученици, се уведени нови спортски содржини, со што се потврдува уште еднаш зошто Штип е град на спортот, а преку ова спортска манифестација учениците се насочуваат кон спортување. Денес бе одиграна финалната надпревара во футсал во машка конкуренција за средни училишта, каде во пенарулетот екипата на државното средно училиште Колинехтенин беше подобра од екипата на средното општинско училиште Јане Сандански, а се одигра финалната надпревара во баскет 3-3 во женска конкуренција за средни училишта во селата Колинехтенин во Штип, а пошто беа доделени медалите и пехарите за најдобрите. Градоначалникот на општина Штип Иван Јорданов истакна дека е задоволен од масовноста и вклучувањето на учениците во оваа спортска манифестација пролетни денови на училишниот спорт. Дополни дека како локална самоуправа нивната цел е да се промовира спортот како една вистинска вредност, дополнувајќи дека оти се надева оваа манифестација да прерасне во една вистинска традиција и секоја година да се надополнува со нови спортски дисциплини. Градоначалникот Јорданов им честиташе на сите ученици за постигнатите резултати и за вклучувањето во оваа спортска манифестација. Денес имавме прилика да ги проследиме финалните надпревари од настанот пролетни денови на училишен спорт. Навистина сум задоволен пред се од масовноста, од тоа колку ученици се вклучија во оваа манифестација, овој настан. Од година во година е се помасовен и поголемен бројот на ученици кои спортуваат и кои се вклучуваат во овие пролетни денови на училишен спорт. Сакам да се заблагодарам на организаторите за тоа што кај учениците го промовираат спортот на најдобар можен начин. Всушност тоа е и целта на локалната самоуправа, да го промовира спортот како една вистинска вредност, затоа што преку спортот се градат вистински карактери, да се научи да се победува, да се прифати пораз, да се биде колективно вклучен во спортските надпреварувања, е нешто кое како карактер му е потребно на секој млад човек. Како локална самоуправа ќе продолжиме со оваа манифестација и во годините во кои што следуваат, надоградувајќи се со нови спортски дисциплини. Годинава масовноста беше најголема, опфатено околу 600 ученици, а манифестацијата пролетни денови на училишниот спорт допринесе за голем интерес за шахот како спортска дисциплина во градот Потисарот, а интерес имаше и за велосипедизмот и планирањето од страна на учениците. Денеска е завршен дел од пролетни денови на училишен спорт. На програмата се финалните надпревари во баскет 3-3 во женска конкуренција за средни училишта и финалните надпревари во футсал за машки за средните училишта. Оваа година завршуваме веќе со крај финалните надпревари. Се надеваме дека во наредните години ќе вметнуваме нови спортови, нови игри кои ќе бидат интересни за сите наши ученици. За успешна реализација на пролетни денови на училишниот спорт имаше одлична соработка како со директорите на училиштата, така и со наставниците по спорт. Пролетните денови на училишниот спорт се посебен дел од програмата за спорт на општина Штип, како да кажам бисер на програмата и кај нас действува позитивно. Ова година, како што спомена председателот, имаше повеќе дисциплини, футсал, баскет 3x3, кошарка, пинг-понг, бициклизам, планинарење и пинг-понг. Сите тие активности зедоа доста масовна оdzив кај учениците од сите средни и основни училишта, околу 100 ученици. Во оваа прилика би сакал да се заблагодарам на директорите на сите училишта, на нивното разбирање и поддршка, да се заблагодарам на наставниците по спорт, кои без нивна асистенција сите овие надпревари, целата оваа организација не би можела да се организира, и со една порака на сите учесници, ученици што зема учество во овие пролетни денови на училишен спорт, активно да се занимаваат со спорт во наредниот период. Годинава беше третото издание на оваа спортска манифестација пролетни денови на училишниот спорт, а за следното четврто издание планирано е воведување на нови спортски дисциплини.